По обвинувањата на левица упатени кон актуелниот председател на Уставен суд Дарко Костадиновски за наводно неуспешен обид за обезбедување на позицијата универзитетски професор на правниот факултет Јустинијан I при во Скопје, а сега се вршеле владени притисоци за истата позиција на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, согласи Костадиновски. Председателот на Уставен суд писмено одговори дека се уште постои примитивен политички менталитет. Овој пат, бидејќи се работи за лични дисквалификации, навреди, чувствувам должност да констатирам дека за жал на македонската политичка сцена се уште обстојува примитивен политички менталитет. Истовремено сакам и да изразам жалење што на мојот професионален живот и лична кариера некој упорно им дава политичка димензија. Прашањето каде по завршувањето на мандатот ќе продолжи мојата кариера и дали тоа ќе биде универзитетската заедница представува мој личен избор, како и легитимно право на секој граѓанин кој ги исполнува законските услови за вршење одредена професија. Претходно од левица се огласија дека Универзитетскиот сенат на УГД на одржаната седница минатиот месец на 27 мај донел контроверзна одлука за изменување и дополнување на правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научно-наставни и соработнички звања. Наместо како досега одлуката за покренување постапка за избор во звање да ја носи наставно-научниот совет врз основа на претходно утврдена реална потреба и поднесено барање од раководителот на соодветната катедра, сега вакво барање ќе може да поднесе деканот на факултетот, односно самиот ректор на универзитетот. Ова персонално штимање се прави со прозирна и перфидна цел да се заобиколи досегашното оправдано противење на катедрата за меѓународно право да распише наместен конкурс, кој му е ветен на Костадиновски од одредени структури на власта, затоа што таа веќе располага со доволен број професори и асистенти и нема апсолутно никаква потреба од нов кадар на катедрата. Според левица, оваа постапка се брза со цел да се искористи стариот закон за високо образование кој нудел олеснителни услови за стекнување на насловни звања.